Добар ден, пладнени вести на Канал Плюс телевизија. Еве ги настаните на денот. За да се намалат разликите во развојот на регионите во државата, постои програма за инклузивен развој, која годинава предвидува 950.000 евра плюс 5 милиони евра од програмата за рурален развој. Министерството за образование и наука ќе додели 30 стипендии за роми запишани на редовни додипломски студии прва година на јавните и приватните универзитети. Вечерва е стара нова година. Во периодот на така наречени некрстени денови се организираат карневали. Денес почнува Вевчанскиот карневал и Цвегорска Сурова. Со цел да се намалат разликите во развиеноста на регионите во земјата и да се подобрат условите за живот на граѓаните, програмата за инклузивен регионален развој предвидува 950.000 евра обезбедени од Германското друштво за меѓународна соработка ГИС. Освен овие средства на располагање на планските региони им стојат и 5 милиони евра од програмата за рамномерен регионален развој. Вице-премиерот Пешевски потенцираше дека за 2 години речиси за 5 пати е зголемен износот што се одвојува за оваа намена. До сега се реализирани над 400 проекти за регионален развој во рамките на оваа програма, а за нивна реализација се инвестирани 10 милиони евра. Програмата за која зборуваме, а која е тема на денешниот меморандум за соработка, ќе се фокусира на 3 главни области на активности. Во првата област се опфатени активности кои се поврзани со развивање и пуштање во функција на софтверското IT решение за координација при планирање на политиките, буџетирање и спроведување на програмите за равномерен регионален развој, како и понатамошно унапредување на законската рамка и оперативните стратешки акцијски планови. Во март ќе започнат деталните геолошки истражувања на јаглен во Пијанец. Истражувањата ќе се вршат на 2 локации, на потегот Свегор-Стамер и во областа меѓу селата Панчарево-Истевник. Инвеститор е државното електростопанство. За таа цел АД Елем утре ќе организира јавна расправа за жителите од село Панчарево-Пехчевско. Се проценува дека на локацијата со јаглен само во Пехчевскиот дел има околу 500 приватни парцели. Истражувањата на овој локалитет кој почна пред 3 децении покажуваат дека Делчевско-Пехчевскиот басен е богат со над 50 милиони тони јаглен со висок квалитет. Владината подршка на земјоделството, односно проектот 50-50, досега резултираше со набавени 10.000 парчиња земјоделска механизација, од кои 2.000 трактори и 8.000 други видови машини, изјави премиерот Никола Груевски. Во земјоделските задруги тој прицеп беше 90:10 со цел силно да се подржи формирањето на земјоделските задруги. Со поддршката што владата ја даваше во изминатите години на проектот 50-50, се помогна да се набава 10.000 парчиња земјоделска механизација во Македонија. Од кои што 2.000 се трактори, а останатите 8.000 се други видови на земјоделска механизација. Значи вкупно 10.000 парчиња, 10.000 земјоделски машини од различен вид се набавија во изминатите години откако почна поддршката за набавка на земјоделска механизација по принципот 50-50, а во земјоделските задруги тој принцип беше 90-10, затоа што сакавме да дадеме голема поддршка за формирање на земјоделски задруги. Таму 90% инвестираше државата, 10% собствениците земјоделците. Се работи за голема инвестиција, вкупно околу 15 милиони евра досега инвестираше државата, за да им помогне на овие 10 за набавка на овие 10.000 парчиња земјоделска механизација, од кои што 2.000 трактори и 8.000 други видови земјоделска механизација. Министерството за образование и наука ќе додели 30 стипендии за роми запишани на редовни додипломски студии прва година на јавните и приватните универзитети. Предност при изборот ќе имаат ромите кои студираат на факултети што продуцираат наставен кадар како дефицитарен во образованието на ромски јазик. Наставници и роми сега се вклучени во редовните основни училишта само во изборниот предмет ромски јазик и култура, а дневниот број е 11 на државно ниво. Уште е помал бројот на наставници од ромска националност во
средното образование. Висината на стипендијата ќе изнесува 5000 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци во текот на годината. Конкурсот ќе биде отворен за аплицирање до 11 февруари 2016 година, до кога сите заинтересирани кандидати потребните документи кои се наведени во конкурсот може да ги симнат од соодветната веб страница и ќе треба да ги достават до Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците при Министерството за образование и наука. Според јулијанскиот календар кој го употребува православната црква, вечерва се дочекува нова година. По традиција вечерва се крши погача со паричка, а во некои средини се палат и така наречени сурварски огонови. Ова е период на карневали, инспирирани од народното верување дека на сила се некрстени динови, па заштита од мрачните сили е можно само со страшни маски. Денес започнува Вевчанскиот карневал, а на истокот вечерва почнува традиционалната манифестација Звегорска сурова. По спроведената антитерористичка операција во 5 градови откако се случи нападот во кој загинаа 5 лица, турската полиција приведе 59 лица. Сите приведени се осомничени за поврзаност со џихадистичката група Исламска држава. Меѓу опсените има голем број турски државјани кои се товарат за терористички активности. Според полицијата, приведените имале задача да ги откријат слабите точки на поголем број државни институции, кои потоа би биле цел на терористички напади. Нападот во Истанбул е подолакт на насилство кој уште еднаш ја потврдува потребата од обединување на напорите на целиот свет во борбата против тероризмот, изјави францускиот председател Франсуа Оланд. Тој ја изрази својата солидарност со Анкара 2 месеци откако во Париз беа изведени серија терористички напади во кои загинаа 130 лица. Најмалку 15 луѓе, меѓу кои повеќето полицајци беа убиени во експлозија на бомба пред центар за вакцинирање од детска парализа во Квета во југозападен Пакистан. Полицајците се собрале пред центарот за да ги обезбедуваат тимовите кои заминувале на третата етапа од кампања за вакцинирање. Повеќе од 20 луѓе се ранети. Пакистан и Авганистан се последните две држави во светот каде десетици деца секоја година остануваат парализирани од детска парализа. Кампањите за вакцинирање често се напаѓани од екстремистички групи кои сметаат дека вакцината е антиисламска и ги напаѓаат полицајците кои ги заштитуваат медицинските тимови. Од 2012 година досега во такви напади загинаа речиси 80 луѓе. Од компанијата Сухој, руската војска купила 50 најнови модели Су-35 во вредност од 60 милиарди рубли или нешто помалку од 1 милиарда долари. Ова за руските медиуми го изјави човек близок до Министерството за одбрана на Русија. Според договорот, 50 авиони ловци ќе бидат испорачани во наредните 5 години. Изворот на информацијата истакнал дека договорот бил подготвен уште во август минатата година. Порано било соопштено дека Русија веќе добила 48 нови ловци Су-35. Овој авион е руски повеќенаменски супер маневарски борбен авион од генерацијата 4++, проектиран во компанијата Сухој. Тој е првиот серијски борбен авион со управување со векторски сили кои создаваат притисок на моторот во двете оски во сите правци. Седумнаесет македонски ракометари предводени од тренерскиот тандем Ивица Обарван и Данило Брестовац денеска со чартер лет заминаа за Краков, каде што в петок ќе ги почнат битките од 12-тото европско првенство во ракомет. За Македонија ова ќе биде 4-то европско првенство, а најдобар пласман досега остваривме во 2012 година во Србија, кога го освоивме 5-то место. Најуспешна нација на Европското првенство е Шведска, која има 4 златни медали, последниот освоен на свој терен во 2002 година на контроверзното финале со Германија. Франција има шанси да се изравни со нив и да ја потврди доминацијата на светската сцена, иако статистиката не им е во прилог. Имено Франција, која тежи 10 злата, 1 сребро и 5 бронзи, никогаш не освоила турнир во олимписка година, што кажува дека нивната ориентација и сега нема да биде освојување на Краков, туку на Рио. Оваа генерација на македонската репрезентација е пред задача на помладите генерации да им остави место во првиот чешир во квалификациите за светското првенство.
Еден нерешен резултат и една победа беа доволни за ракометниот клуб Делчево со освоени 3 бода да го освои првото место во групата на зимскиот турнир Вардар, еден живот, една љубов и да обезбеди полесен противник во денешните елиминации. Во последниот натпревар ракометниот клуб Делчево ја совлада екипата на општина Киселавода со резултат 19-11. Во првиот натпревар пак делчевчанки со тимот на ракометниот клуб Бутел одиграа 9-9. Денеска екипата од Делчево вкрстува со второпласираната екипа од Д групата, екипата на Академија 1, а од стручниот штаб најавуваат нова победа. Инаку во рамки на зимскиот турнир Вардар, еден живот, една љубов, играчите генерацијски родени 99 и 2000 со своите екипи од Академијата ги забележаа првите победи. Овде е крајот на вестите, а повеќе за настаните кои ќе го одбележат овој ден гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!